На лице место Марија со Бојан Каралиовски, волонтер на Црвен крст град Скопје, одбележување на недела против ракот. На лице место ова го посетуваме всушност за сите вас. Марија, добро утро, прво од студиото на Телма. Добро утро и до тебе, Марко. Токму така, во рамки на првото вклучување на лице место, ќе напоменеме дека оваа недела се одбележува како недела на борба против ракот, со што Црвениот крст ја одбележува со голем број на активности. Преку самите активности ги поддржува пациентите кои што се болни од рак, но воедно и ја подигнува свеста за да се воспостави рана диагноза и исто така од самата превенција од ракот. Многу повеќе на оваа тема во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Леона Костовска, која е координатор на клубот на млади во Црвениот крст. Леона, добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, ви благодарам на поканата. На самиот почеток, преку какви се активности Црвениот крст ќе одбележи оваа недела или веќе ја одбележи? Значи, по повод оваа недела ние организираме повеќе активности и од едукативен и од хуманитарен карактер. Главна активност ни е хуманитарниот концерт Љубовни ноти, кој веќе помина. Преку тој ние собираме донации и испраќаме порака за поддршка и за солидарност. Исто така многу битна активност која што имаме и посетата на клиниката за онкологија по повод 8 март, каде што ги посетуваме жените и со мал подарок се трудиме ние да им го разубавиме денот. Еве сакам нешто најпрво за хуманитарниот концерт да напоменеме. Ако не се лажам, ова е 17-то издание. Каде се одржа самиот концерт? Што се случуваше и на каков начин станува хуманитарен? Што е на хуманитарно во самиот концерт? Значи, оваа година се одржа во лабораториум, во кафичот. Тоа е традиционална активност, како што напоменавте и вие, веќе 17 години ја организираме и преку музика ние се трудиме да им покажеме на пациентките дека сме тука за нив и дека им помагаме. Секој кој што присуствува на настанот може да донира колку што е во можност и колку што сака, па така ние даваме можност секој да учествува во нашата хумана мисија, каде што потоа со донациите ние купуваме поклони за жените на онкологија. Тие подароци за жените на онкологија верувам дека ги давате за време на посетата која што организират исто така традиционално по повод оваа недела. Што се случува за време на посетата, освен тоа што добиваат самите пациентки подароци и каква е нивната реакција? Значи, ние по повод 8 март одиме на клиниката за онкологија и како што веќе неколку пати напоменавме, им даваме поклончиња, но пред се како организација сметаме дека покрај поклончињата многу е битна и тоа што ги посетуваме, односно одвоеното време и разговорот кој што го имаме ние со нив во тие моменти, бидејќи топлиот збор и чувството дека некој е со нив се исто така многу огромно значење и покрај медицинската помош кој што они си ја примаат секојдневно. Настрана од вашата посета, исто така пациентките и генерално на сите кои што има потребно може да добијат од страна на Црвениот крст психосоцијална поддршка. Зашто поточно станува збор и како на оние кои што има потребно да стапат со вас во контакт и да ја добијат таа помош? Значи, како организација ние нудиме психосоцијална поддршка 2 пати во месецот, која што секоја сесија трае по 2 часа. Едната сесија е од психолог, другата ја држи социјален работник, каде што покрај емоционалната поддршка која што биваат пациентите, ние исто така нудиме и практични совети за како да се справуваат со секојдневните предизвици. Пријавувањето е телефонски или онлайн и многу е битно да се напомне дека тие сесии се целосно бесплатни за пациентите и може да се пријави секој кој што смета дека му е потребна таква помош. И за пациентите кои што доаѓаат од другите градови, напоредно ние имаме и онлайн вклучување на Zoom платформата каде што можат да ја следат сесијата и да учествуваат, доколку не можат физички да се таму. Верувам дека ова е добродојдено за сите наши гледачи кои што утринава се заедно со нас и дека на некој начин им помогнавме со сите овие информации. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Преку ова вклучување и ние ја одбележавме неделата на борба против ракот во нашата утринска емисија. Се надевам дека сите информации повторно беа добродојдени за нашите гледачи. Ние се гледаме во второто вклучување на лице место некаде околу 9 часот и 40 минути.